Добро вечер во ова предновогодишно издание на Топ Тема. Пред 80 години на сцената беа Петре Прличко, Вера Вучкова, Тодорка Кондова, Мери Бошкова и многу други. Преку нивниот глас и со помош на 3D анимации, но и со актери од МНТ кои автентично ја пренесоа глумата на доајените на македонскиот народен театар, се прослави 80 годишнината од своето постоење. Сонцето, колку е близко сонцето Made in МНТ, е представа именувана според првата реченица изговорена на сцената од актерката Вера Вучкова. На еден оригинален, мултимедијален, современ начин, публиката можеше да се присети на старите драматуршки дела и текстови на Глигор Прличев, Војдан Чернодрински, Ташко Ѓоргиевски, Ристо Крле, Дејан Дуковски, Горан Стефановски, Блаже Коневски, Јордан Плевнеш, Петре М. Андриевски и многу други македонски автори. Во Топ Тема, за значењето на јубилеот, тимската игра, предизвикот да се игра на филм, одржувањето на духот и енергијата кај актерот и постотата представа и за многу други предизвици гостуваат актерите Јордан Симонов, Николина Кујача, Александар Микич, Ѓорги Јолевски. Останете со Топ Тема. Почнуваме веднаш по рекламите. Оваа Топ Тема не е вообичаена Топ Тема. Во оваа Топ Тема гостуваат актери кои синоќа го одбележаа 80-децениското постоење на МНТ. И како што веќе најавив, мои гости вечерва се актерите Симонов, Николина Кујача, Александар Микич и Ѓорги Јолевски. Благодарам на сите што дојдовте вечерва. Морам да кажам дека имам мало трема. Од политичарите не ми е толку страв колку што ми е од актерите, особено вакви мокни актери како што сте вие вечерва. И драго ми е што дојдове, иако знам дека по одржувањето на синокешниот јубилеј и представата која траеше 2 часа и 15 минути, верувам дека сте и малце можеби уморни. Сепак, вие сте генерација која навистина даде еден многу важен белег на МНТ. Еве, да кажам, тројцата сте можеби тука некаде и со подемите на кариерата, вие двајца сте и од факултет чинам заедно колеги. Класен. Николина Кујача нешто помлада, меѓуто една генерација која навистина го одбележува ова постоење на МНТ. Еве, за почеток, како ја доживеавте синоќа целата таа јубилејна представа, односно можам да кажам еден мултимедијален настан, каде што не се видоа само актерите, туку целиот капацитет на МНТ навистина блесна синоќа. Повелете, Симон. Ти благодарам прво за поканата. Јас секогаш се радувам кога театарот е полн во смисол да игра скоро целиот актерски ансамбл, да е уклучена целата техника на театарот, и тоа е едно многу убаво чувство да се доживее за актер. Мислам, ние работиме во разни представи, во помали, со овакво помала подела, 20-тројца сме работеле и со поголеми представи така. Меѓутоа, ова вакво собирање на актерскиот ансамбл, каде што сите ќе дојдеме и сите ќе направиме нешто, е посебно чувство. И се разбира, мислам, измешани се работите, значи тука е радост, тука е некаква среќа, тука е некако восхит дека позади тебе има некакви величини на кои им се восхитувал, а сега ти си во можност да го продолжиш тој пат и така некако убаво е тоа што. Да, веројатно емотивно Кујача, да, видовме како што кажа Симонов дека имаше на почетокот почна со актерите кои беа представувани, кои биле зародиш на тој театар, Петре Прличков, Мери Бошкова и останатите. Преку представите кои некогаш се играле, а кои се прикажа во една друга форма, каква емоција вие доживеавте во сето тоа? Затоа што навистина прв пат и особено крајот кога сите се појавивте на сцената, сите нас некако еве и сега се ежам кога ќе помислам 50 и кусур актери на сцена. Да. Па многу беше емотивно, посебно почетокот со Игор Џамбазов и младиот актер кој што го играше, односно го креираше Петре Прличко, додека го слушавме оригиналниот глас. И тој тип на 60 луѓе кои што во себе носат возбуда од играње, возбуда од представа, возбуда од премиера, возбуда од
поводот по кој што сме тука, кога ќе го мултиплицирате на 60 луѓе, тоа е една енергија позади сцена која што не може да се скроти. Мислам да сте дојдени со температура 40 и да едва и гледате, таа енергија ќе ве понесе и ќе ве држи во текот на целата представа. Така да целата представа, у суштина, јас ја доживеав како една таква тимска, енергетска поплава на театарот, на просториите, на ходниците, во секоја гардероба се осеќаше, во секој ќоше, во секое... Значи театарот бил полн не само со публика, туку буквално полн во сите делови на театарот. Јулевски, вие одигравте еден дел од представа која е антологиска, Парите се отепувачка, покажана на еден модерен начин и која што пред многу години е изведена. Да, концептот на режисерот е да понуди на гледачите она што е наше богатство, а тоа е драмската уметност, преку битовите драми, драмите во 50-тите, 60-тите години и одејќи полека кон современите автори кои што оставиле некаков белег во театарската уметност и во културата во Македонија. Ја имав честа повторно да го реоживеам ликот на Митре од Парите се отепувачка, заедно со Габриела Петрушевска, мојата партнерка и во представата од пред 25 години, и ние направивме некако видна реминисценција од една страна, но од друга страна влеговме длабоко емотивно во истата енергија во која што бевме пред 25 години. Тоа значи дека ликовите остануваат во фундусот на нашата меморија и не исчезнуваат. Туку од време на време ги повикуваме и во однос на потребата ги пласираме на публиката да може да ја прими да ја прими љубовта која што ја дава ликот преку акторот. Да, навистина впечатливо. Микиш, морам да признам дека Македонска крвава свадба беше навистина оригинално заврши овој пат и никој не можеше можеби да очекува дека така ќе заврши ликот. Балканот не е мртв. Тоа се две сцени кои што се поврзани. Значи прво идеме со Чернодрински грабањето и после продолжуваме со Балканот. Ќе мора луѓето да ја гледаат цела работа што ја зборуваме за сватот. Пред да почнам да зборам за тоа или било што, би сакал да се вратам на ова прво што го зборувавме, а тоа е за тимскиот дух во МНТ, кој мислам дека е во моментов непроценлив. Мене она што ме фасцинираше во целиот овој процес, а и еве година и кусур поназад, е тој тимски дух кој во моментов е на толку високо ниво што просто едноставно те понесува и ти дава енергија да одиш. Слабо ги спомнуваме, ама еве сакам во оваа прилика да ги поздравам, пофалам сите што се позади сцената, кои работеа као кртици за овој проект, за цело во ова да профункционира, тоа е сценската техника со сите нејзини сектори, значи од декоратери, реквизитери, гардеробери. Стварно фасцинантно беше како за овој краток период целиот театарски ансамбл, ама и цела техника се сплоти за да направи нешто што ќе го обележи, ќе биде круна на овие 80 години постоење на МНТ. И морам исто така да ги пофалам и студентите, односно хорот кој работеше, кој дадоа се од себе, работеа како сад и беа фасцинантни во сите точки што ги правеа. Дефинитивно се виде моќта на националниот театар. И тој, се извинувам, и тој колективен дух почнаа да го препознаваат многу и надвор. Кога ќе излеземе надвор од нашата граница, тоа се гледа, се препознава и се наградува. Се гледа во играта, да. Се гледа дека... А сега да се вратиме. Сега да се вратиме на комбинацијата од Македонска крвава свадба и Балканот на Имбратов. Меѓутоа, стварно, навистина, човек треба да ги изгледа сите представи што биле во МНТ.
за да точно може би знае што е што, меѓутоа овој пристап беше оригинален. Да. Дефинитивно. Како го почувствувавте тоа? Да. Па уште кога ми се јави Дејан Пројковски, рече ќе работиме македонска крвава свадба и овакво, и Балканот не е мртов, кога го прочитавме, едноставно се договоривме дека треба да дадеме едно ново гледање на целата работа, да ја олесниме и да му даеме нов светоглед беше наистина и интересно. така да процесот немавме многу време да ја спремаме, ама за она кратко време што успеавме, мислам дека фин продукт извадивме. Добро, сите вие кога становте актери и менате навистина национален театар, доста еминентен, меѓутоа предпоставувавте ли дека ќе стасате волку популарни да бидете, да речем? Кога во една професија сите имаме и подеми и падови, некогаш си многу задоволен, некогаш не си многу задоволен од она што го работиш, меѓутоа како е во вашата професија, Николина, да се одржи таа енергија и индивидуално, меѓутоа еве тимот секако дека помага и да може да се одржите на сцената толку долги години. Оти и вие сте, извинете, под будното око на јавноста, како и ние новинарите. Да, апсолутно. Сметам дека една кариера си е еден цикличен пат на многу работа, малку работа, многу работа, малку работа, тешко и не знам, не се среќавам многу со кариери кои што константно имаат еден константен раст и константна работа и константна ангажираност на сериозно ниво, значи на високо ниво, така. Сите имаме падови нагоре надоле и тоа така циклично си иде. Сега зборувам, мислам, од моје искуство и она што јас можев да приметам. Она што е многу битно е за еден актер е да не мисли дека моментите кога работата стивнува, дека тука завршува приказната. Никој не ни гарантира и никој не ни потпишува дека ние ќе имаме константно цело време нон-стоп работа и ќе бидеме многу задоволни. Како да не паднете во тие моменти да не се работи на интимен и приватно одржување на свесноста дека јас сум јас и без тоа. И додека ние се одржуваме витални, не мислам витални физички, него мислам витални и психички и физички, се разбира, и у моменти кога не играме, за да бидеме спремни у моменти кога ќе играме да го искористиме и да бидеме на ниво на дадената задача и да не паѓаме психички дека нешто не е во ред или нешто, не знам, нешто со мене како актер или како професионалец не е во ред, тоа е нешто што треба да се вежба и да се тренира. Не е лесно кога човек нема да се прочита на огласна табла, колку и да сме уморни од претходниот проект, колку и да ни е тешко и си викаме леле ова да заврши па да малце одморам, кога ќе се видиме дека не нема на список, на никого не му е во ред. Ќе си помислиме, па зашо мене нема? Меѓутоа тоа не треба да ни биде никаква пречка или не знам некоја негативна мисла во главата. Напротив, треба да си кажеме да, окей, па. Да си јак карактер, сепак треба во целава работа. Некој од вас, тоест сте се имате и режирано, така што еве представата која се одигрува на мала сцена повеќе од 50 пати, бидејќи вие двајца сте таму, прво како е да играш во представа на другар? Другарот заврши режија. Не, многу се знаеме сојоцо, значи уште пред студентските денови игравме во една аматерска група, правевме представа, заедно се запишавме така да некако горе-доле тука ни се движеа патиштата, у дадени моменти можда поише, у дадени моменти сме се разделиле, ама многу се знаеме. И кога многу се знаете, нема фолирање. Точно знае што може од мене да извади,
и како да дојде до точните резултати за нешто да направиме, и така да мислам дека таа соработка беше драгоцена. Доста се забавувавме, нормално и се фаќавме за гуше и се каравме, така, ама тоа е дел од процесот, така. Дали тоа режирање всушност малце го покрива некојаш и адреналинот и ве вади од, ајде, не можам да речем актерската монотонија, туку од професионалната работа што имате нешто ново? Дали е тоа, бидејќи многу актери стануваат режисери, и вие исто така сте режирале, ќе ве прашам исто? Во суштина станува збор за иста работа, ама и различна работа. Така да, кога еден актер работи долго време веќе, може да го види процесот. Ако сака да напредува во работата, ќе почне да се интересира околу тоа како е да не се гледаш само себе си во представата, односно да ги гледаш и другите во представата, да пробаш да покажеш преку представата одредени твои размислувања за одредени општествени и секакви социјални теми и не знам што, и тоа е тоа. А убаво е така, малце на почеток, ја немам многу голем фонд на режии, имам 5 режии до сега направено. Добра, завршено. Имам завршено, да, магистарска работа, меѓутоа, на почетокот ми беше чудно и фасцинантно, затоа што никогаш во животот не сум се бавил со, не сум се бавил, го гледаме тоа кај колегите, па можеш да му кажеш на некој колега, види вака направи, онака направи, ама никако официјално, па сега ти во улога на режисер, па да пробаш да им кажеш на твоите колеги што до вчера си играл со нив, па сега дал ќе те авторитетот да го држите. Да, мислам. Се работи за представата Торонто Експрес, да кажеме за гледачите кои што не ја гледале. Ѓулевски исто така и вие во режисерски води, дали тоа беше предизвик да се докажете себе си дека можете и тоа да го работите, или беше еве сите се обидуваме и нешто друго да бидеме некојаш и продуценти? Јас не можам да бидам актер, секако. Јас бев во 90-тите години, на почетокот на 90-тите години, ја посетував школата во Лондон, во Ројал Корт театар, интернационалната школа, каде што имаше драматургија, режија и актерска игра. И после тоа отидов на не постдипломски студии, туку студиски престој во Америка. Таму исто така посетував часови на режија, работев на еден интернационален проект со интернационална група. И после враќањето од Америка имав желба да почнам да се бавам со режија, продукција, драматургија. Едноставно станав многу радознал, сакав да го гледам театарот од различен агол, од различен аспект. И така почнав да се бавам со продукција и режија. И еве во последниве 25-30 години, од време на време, кога имам потреба за тоа, кога сметам дека некоја тема длабоко ме провоцира, тогаш влегувам во подготовка, и тоа е сосема друг пристап на третман на театарот, но театарот е уметност која што ги соединува, би рекол, е обединувачки во однос на другите уметности, и навистина е преубаво да се гледа театарот од различен аспект. Добро, така и суштински театарот се разбира, и затоа ова кога го говориме и за тимската работа и луѓето зад сцената, многу подобро може да се осознае што се она што е во МНТ многу важно, тоа што го кажа и Микичи и Оцо, е дека МНТ е навистина една фабрика на уметност и на соништа, која што е спремна да влезе во надпревар креативен со било кој театар од светот. Не е само актерскиот тим, туку и помошните служби, и администрација, техника. Значи, тоа е голема сила која може да биде вистински репрезент на македонската уметност, театар и култура, доколку сме многу често на светските фестивали и доколку ни гостуваат врвните македонски и светски театарски режисери кои што би носеле нова методологија, кои што би носеле нови видици, нови естетики, и на тој начин и актерската група
која што е во театарот, со секоја представа ќе добива нова школа. Се виде, да, значи тоа се гледа дека се има една современа нова нишка во театарот. Целата технологија е искористена во него. Сакам да кажам, да се надоврзам на Ѓорги, дека оваа представа, значи за многу кратко време, тоа ние го цело време го потенцираме, ама навистина за многу кратко време е направена. И веројатно да не беше разработена машината МНТ како претходно од представи, тоа малце тешко ќе функционираше. А вака секој си ја знаеше својата работа, плюс малце дополнително енергија и тоа, како ви кажам, да, она што Ѓорги го рече, ние можеме да се надпроверуваме со било кој театар во светот, кој сака нека дојде. Значи, наградите се исто така признание за тоа. Наградата Астерино позорие за колективна актерска игра во представата Народен пратеник го докажа тоа дека тимот, иако не е само што победува, е навистина победува. И верувам дека тоа ви е многу една драга награда. Иако морам да ве прашам сите ние сме некако суетни професии. Новинарството е суетна професија. Докторите мислам дека се исто суетни. Актерите мислам дека се попрофесионални или можеби не толку суетни. Како е од една страна да имаш посебен личен белег, да оставиш трага во театар, на филм и во исто време и да бидеш тимски работник, бидејќи тоа со суетите не знам како успевате. Не знам за другите, значи секој може во своје име тоа да го збори, ама јас секогаш театарот и глумата сум ја сметал за тимска работа. Дека исто као у фудбалот, еве мала споредба да направиме, значи може да е феноменален фудбалер, ама ако е соло играч, така, значи сам, да, ќе дае он 1-2 гола, ама ако тимот не функционира како што треба, џабе му е да е и Пеле или Роналдо. Николина, сакам да ја прашам како е било кога стигнала во МНТ, со оглед на тоа што е помлада генерација, овие сите веќе популарни актери. А колку се Николина помлада од нас? Па добро, за жена не се прашам. Некога заврш. Да. 98 дипломира. Па 6 години. Да. Какво беше чувството и какво и до ден денеска чувството да се игра со сите нив, да се задржи индивидуалноста и сепак да се даде нишка и во тимот? Па, јас, да ви кажам искрено, мислам исто како и Микич, дека е невозможно да се игра на сцена соло. Мислам дека тоа секогаш доведува до тоа вашиот лик и карактер да не припаѓа у представата, него да лебди некаде во воздухот. Летво место да прави. Јас стигнав во МНТ, влегов во МНТ во моменти кога на сцена растураше буре барут. И првата представа која што ја имав во МНТ ми беше ММЕ. Значи, представа која што направи многу голем интернационален успех на Македонски народен театар. Таму играте сестрата? Сестрата. И тоа ви е една од подрагите улоги, можеби и најдрага. Да, да, и една од подрагите. Причината зашто е тоа така, затоа што во тој момент МНТ исто така доживуваше некој тип на рееволуција, не знам како. Тогаш дојдовме како генерација и така. И ги покрена работите целата генерација, Јоцо, Микич, Тони, Никола, не знам, Владо, да. И они ја крена енергијата и направија оваков тип на колективна енергија која што носи. Во целото тоа влегов јас у тој момент со многу мала улога во една голема представа ММЕ, која што, мислам, ни се случуваше да не можеме да ги распакуваме куферите, веќе идеме на друг фестивал. И тоа е она што го спомна и Ѓорги, дека театарот не може да живее затворен во сопствените граници, во сопствената куќа. Театарот, за да осети што е и колку вреди, колку тежи, он мора да излезе од своите граници, мора да види надвор до каде и што носи како уметничка креативна тежина. И една од работите, како ми е да се уште играм со луѓе со кои што почнав, е дека тогаш
тогаш највеќе се осеќам како дома. Бидејќи мене не ми треба многу да се разберам со Микич или со Јоцо и што сакам од нив или што они сакаат од мене или кога ќе ми кажат некоја забелешка, многу лесно со многу малку зборови можеме да се разбереме што сакаат од мене. Така да со нив и со таа генерација, дека најдолго работам со нив, најкомотно се осеќам, најпријатно ми е. Што не значи дека кога доаѓам да работам со помлади ми е непријатно, меѓутоа секогаш имам, они носат своја енергија, они се малце поинакви. Да, за менторството исто така подоцна малце сакам да поразговараме затоа што доаѓаат нови генерации, сега не можеме и вечно различити се. различни. Меѓутоа, да, Јулевски ги спомна гостувањата кои носат енергија. Например, ничија земја гостуваше во Будимпешта. Одите во регионот, што велите нераспаковани кофери, па повторно продолжувате. Меѓутоа, како е да се игра во места каде што не ви го разбираат јазикот? А сте имале такви искуства. Што треба еден актер да направи за да може да ја пренесе не само играта, туку и улогата кај некој што не го разбира јазикот? Театарските фестивали најчесто се покриени со титул. Да. Така што може публиката да го следи јазикот. Но јазикот не е единствениот елемент со кој што располага театарот. Доколку фестивалскиот гледач, значи кога излегуваме надвор, излегуваме на големи фестивали. Фестивалската публика е образована публика, театарски образована публика, која што го има како позадина, како бекграунд, драмското творештво, светското драмско творештво. И кога настапува одредена представа, и го има титулот, но и ги знае темите. Важно е како, на кој начин таа тема ја третира посебната театарска институција од културата која што доаѓа да се презентира. Оно што театарот го прави, и е многу важно, е да ја донесе сопствената култура, културата на народот што го представува, да го представи на другите народи, на другите култури, да ја покаже својата посебност и моментот на креација и живење во тој момент во кој што е создадено делото. Затоа е многу важно класиката, може да зборуваме за македонската класика, за Васил Лигиовски, Ристо Крле, Дејан Дуковски, Горан Стефановски или светската класика, да се третира во однос на начинот на живење во кој што се создава представата. На тој начин театарот коригира, на тој начин театарот преку своите символи и преку своите, сакате општествени, сакате политички пораки, многу јасно и гласно зборува за недостатоците на системот во кој што се живее. Затоа е многу важно уметноста да биде поддржана од сите сегменти во системот, во општеството, затоа што тоа е најдобронамерниот, најважниот, најсилниот и најемотивниот и духовен сегмент кој што опоменува како функционира системот. Колку такви представи може да кажете дека во последно време има кои што се отсликување на нашето општество, отсликување на нашата реалност? Јас не зборувам само за политика. Зборуваме за образование, зборуваме за култура, зборуваме пат на системот. Има слично, многу, за да се... а сепак премалку. Секоја представа што ја правиме сака да каже нешто на овој или оној начин и да го има својот фокус на одредени недостатоци или доблести на едно општество или современо живење. Така да, без разлика дали се работи тоа за брачни односи, правиме представа која го третира семејното живење во една оваквото, преку таа представа на скриени начини се праќаат и други пораки кои се девијација на едно општество или така натаму. Така да секоја представа си носи, а не мислам дека ако се направи силно ангажирана представа која би сакала да удри со прст во око на нештото, дека ќе постигне нешто поише. Секогаш мислам дека кажаното меѓу редови е појако од она што се
прави на транспаренти на такви работи. Кога сме Така кај- да секогаш во секоја представа има и едно и друго за да пројде. Луѓето сакаат комедии, сакаат да се насмеат ако им е тажно во животот или во општеството. Меѓутоа, вие сте актери кои глумеле од класици од Шекспир до комедија. И ние во публиката тоа просто се неверојатно како се трансформирате. Колку е тешко Симонов да се трансформирате од еден класик, од едно Шекспирово дело, можеби кој исто така носи порака, да се разбереме, до некоја нова комедија, современа комедија, каде што од друга страна ќе треба да ја дигнете енергијата до тоа ниво да цела публика насмеете. Знаете, многу е невкусно ако кажете шега и никој не се смее на таа шега. Тоа е најголемиот кошмар. Значи, тоа е како да се постигне да нема таков кошмар. Мислам, многу лесно во суштина. Значи, затоа што се работи за исто, за професијата. Се различни се материите, меѓутоа ние сме учеле како да ја опфатиш една материја, како да ја разработиш другата материја. Значи, ако е комедија, тоа е комедија, ако е Шекспир, тоа е стих, па да видиме што правиме со стихот, па да видиме како тоа разговорно да се направи. Значи, во суштина е љубов према професијата и љубов према работата, така да многу лесно е. А вас ви е лесно? Па сега, ама и треба и ти треба и малци багаж, малце треба да поработиш. Значи треба да работиш во представи, треба да работиш различни представи, треба да работиш, што би рекол нашиот професор Бог да опрости Кирил Ристевски, у разни будалаштини, додека да стигнеш до ова ниво. Да. Николина, како е да се игра некоја представа 50 и 100 пати, а да не ви биде досадно? Мислам, можеби никогаш не е досадува, ама ние вака лаички, ајде речено. Да, у 50 или 100 пати играње представа, тоа се многу години представа на репертоар. У тие многу години представа на репертоар човек созрева, се жени, се разведува, раѓа деца, се што се случува. И со самото тоа човекот се менува. Со самото тоа, смислата, како ги, што кажувате со текстот кој што еднаш ви е даден, константно се менува. Да, тоа се они импровизации за кои што се сакам да... Не е прашање на импровизации. Може истиот текст да биде? Истиот текст. Ако јас во еден момент ви кажувам, јас не знам, многу ве сакам. За 5 години ве мразам и ви викам, многу ве сакам. За 10 години сме се нашле после не знам колку време и викам, многу ве сакам. Тоа се, значи, години кои што мене ме менуваат внатре, го менуваат мојот однос, контекстот кој што го кажувам и никогаш не е досадно. Да, се додека имате желба, нели, да се игра и не знам. Овакво текстот се адаптира заедно со мојот развој, со моите промени, со моето сваќање и гледање на светот, така се менува и мојот пристап кон тоа што го кажувам и под текстите на тоа што го кажувам. Да, ние публиката тоа го нарекуваме импровизации, а велите вие тоа не се импровизации, тоа се те сакам на различни начини. Импровизација, извинете што ве прекинувам, импровизација е кога кажувате нешто што не е дадено однапред. И кога измислувате на лице место нешто што, нели. А ова јас зборувам за суштинско значење на текстот кој што веќе ми е даден и го кажувам веќе 50 или 100 пати во размак од, не знам, 7-8 години. Така, мислам... Да направиме разлика затоа што кога гледаме една представа повеќе пати, па ние што ги гледаме повеќе пати, ловиме дали нешто внел актерот сам. Да, колку е тоа дозволено пак? Зависи. Јас лично, секој има различен начин на третман на театрот, јас лично не сакам импровизации на сцената кога се игра пред публика. Сакам да биде онака како што е договорено. Не сакам големи изненадувања, но сум спремен и многу сум среќен кога се пробите и кога се импровизира на дадена тема. Веќе ја спомнам, доста ни е свежа 12 представа која што исто така е обединувачка, како што е овој мега проект. Машка обединувачка таму. Таму беше машка обединувачка, но мора да се нагласи дека тоа се индивидуи кои што во последниве 2-3-40 години имаат свој правец или свој патоказ во креирање на својата кариера и голем допринос во создавањето на современиот македонски театар. Тоа е представа која што уште долго мислам дека ќе биде на репертоарот. И она што беше интересно на пробите е дека
влеговме доста внимателно и скептично како сите тие индивидуи со многу специфична суета, како ќе се развиваат понатаму, но и дали ќе има представа воопшто, но се направи една таква синергија на екипата со голема почит, взаемна почит, што излезе представа која што е, би рекол, мелем за публиката, обединувачка кај екипата, но исто така обединувачка и кај публиката, бидејќи еве после една година и 35 изведби со 800 луѓе секоја изведба е навистина момент за кој што сите ние сме среќни. Да, тоа е представа за која се бара секојаш карта плюс и искрено речено со месеци однапред се бара карта, што е многу позитивно, мислам дека направи голем помак. Исто така таа представа. Токму во тој дел да бараш секојаш карта плюс за представата, односно. Одамна е тоа. Да, меѓутоа не, тоа ново со 12-ка, ама 12-ка се направи еден добар маркетиншки момент во театарот, тоа е дека ја објавија за цела сезона, од премиерата до крај на сезоната ги објавија сите изведби и така да се направи уште еден момент во целата приказка каде што луѓето почна да купуваат за следна и на крај беше продадена за цела сезона. Затоа велам дека направи тука можеби маркетиншки трик или поместување, ама како публика морам да кажам дека во психологијата кога за една представа тоа се случува, а никој не разочарал со коментарот, сите велат дека е одлична представа, тогаш нормално дека се бара нешто повеќе повелете. Има луѓе што ја гледаат по неколку пати представата. Значи, затоа што веројатно од едно гледање не може да се пофаќа се што се гледа на сцена и секој чувство, секоја емоција, секој гест. Така да им треба повеќе пати. Ние многу се радуваме на таа представа. Мислам, јас посебно секој пат со голема радост ја играм, прво затоа што многу е ретко така да ги собереш 12 индивидуи кои сакаат да играат театар, кои се исто суетни, дека нема проблем. Мислам, не може тоа така многу лесно, ама ги гледаш дека секој сака за колективот да игра. И тоа е многу убаво. Тоа е прекрасно чувство и би сакал уште понатаму да имам. Пак барем овие 5-6 години. Представа која беше направена со многу импровизации во текот на работата, но доста стабилно се игра во секоја изведба. За разлика од таа представа, она што го видовте вчера, сонцето, колку е блиску сонцето, пак не обидува само машка екипа, туку обединува од студенти по актерска игра до пензионирани актери, една лепеза на 60-70 актери, кои што исто така во една силна синергија под раководство на Дејан Пројковски и феноменална организација најавуваат живост на самиот театар и најавуваат представи кои што ќе бидат уште посилни и многу помоќни и најавуваат екипа која што ќе може да ги одигра тие представи. Младата генерација која што доаѓа, јас сум многу задоволен и среќен и мислам дека посебно во овие 2 недели видов дека има надеж и дека доаѓа една силна млада екипа која што може лесно да ги преземе нештата во своји раце. Да, Николина го спомна тоа во однос на младите генерации кои сепак во секоја професија јас се сложувам со неа дека се малце и различни генерации. Таму повеќе влијае технологијата, тоа се генерации што се со мобилни телефони растени, со се можеби не толку со читање на класици. Јас не зборам за актери, туку зборам за новите генерации генерално. Меѓутоа, колку можете да ги менторирате, да ве послушаат, да ги ставите на еден пат кој што треба да го следат, затоа што ние тука сме сите генерацијски, сме оставиле белег во своите професии, меѓутоа секогаш сакаме да не наследи некој подобар и подобар. Да. Она што јас можам да го кажам и од моето лично искуство и мојата соработка со по-млади глумци на сцена колку што сум ја имала. Гледам дека генерациите кои што доаѓаат во театар многу посамоуверени,
него што бевме ние кога влегувавме во театар. Ние, например, јас зборам за мојата генерација, кога влегував во театар имав една Милица Стојановска со која што не можеше туку така човек да застане и да ја каже, не знам, мораше да има респект одреден, една таква стара школа со... Меѓутоа, денешните генерации, кога доаѓаат, они се доста така по... ишлифувани се некако, повеќе самодоверба имаат во театарот. И ние предпоставувам дека им оставаме многу повеќе простор да може да дојдат кога сакаат, да прашаат што сакаат. Многу се тие со кои што јас сум работела, сите се углавном многу фини и многу се желни за тоа да им се каже. Ако мислиме дека имаме што да им кажеме. Не знам, бидејќи нели кога доаѓаш како млад, прашањето е само на искуство, она што го стекнуваш со искуство, не со талент, не со... И онда тоа искуството сакаат да го слушнат. Добре, тоа што се разбира. Сака да има интеракција. Се разбира. Вчера ги видовме младите актери еве во сцената со Петре Приличков и Игор Џамбазов или сета таа употреба на гласовите на актерите од тоа време и значи се виде дека има потенцијал во сето тоа. Има многу теми кога станува збор за глумата и актерството, меѓутоа јас гледам да ги сведам на она што публиката на телевизија сака да чуе. Па сега за една друга трансформација, како е да се трансформирате од актер во театар во актер за филм, и да не напишат критика дека сте преглумавале таа една реченица што ја употребуваат нели за тоа, да, многу често, дали И мене искрено би ми било страф да не е едноставно веројатно да се направи таа трансформација воопшто. Ја, например, лично имав на почетокот на кариерата голем страф од филм. Многу голем страф имав од филм, затоа што некако не ми идеше во глава. За една представа се спремаме 2 месеца, 3 месеца, работиме, анализираме, правиме, а тука го добиваш сценариото, бар така беше, сега почна и проби да се прават за филмови, што сум многу среќен, ама тогаш го добиваш сценариото, го учиш дома, те местат, те облакаат, те снимаат и останува за вечни времиња. Значи, тоа што си го кажал сега, како си го кажал, останува. И ја имав таков еден грч на првите мои филмски искуства, што беше просто невозможно. После со тек на време, со искуството се смени тоа, така да се обожавам да играм на филм и голем предизвик ми е филмот, ама у суштина не правам ја голема разлика помеѓу театарска и филмска глума. За мене лично, она што го носиш тука во душата, ако е искрено, ако мислата ти е јасна, намерата ти е јасна, тоа функционира и на филм, и на сцена. Добро си носи камерата некакви законитости каде што не треба да претеруваш, значи нормално, овако. Се у суштина, мислам, се согласувам со Микич. Се работи за иста работа, меѓутоа многу собрана. Значи многу собрана. Концентрирана камерата, концентрирана во една точка. И сега тоа е. Да, Јолевски, морам да кажем, сигурно заборел дека во еден филм што ја бев продуцент играше еден историски лик. Не сум го заборел. И една работа ми остана впечаток, последниот македонец, Патот до истребување. Играно документарен филм, професионалноста на актерите. Можат во 5 наутро да ги нашминкаат, да останат такви и да ја чекаат својата сцена. Тоа за новинар е неверојатно, нема шанси. Имаме ние трпение. Трпение, да. Актерите имаат трпение, а посебно на филм мора да се има многу трпение, бидејќи од моментот кога го добиваш текстот до акција, зборот, проаѓа еден квантум на време и мораш да размислуваш многу брзо. Има различна методологија на работа во однос на театарот и се разбира во театар играш за последното седиште, втора галерија, тоа е други перформанси употребуваш, а за филм играш како да е овде. И е различно. Но, да, Микичев право, во срцето како игра и како пее, така играш и тука е вистината. Како е вашата емоција? Морам да викнам реклами, ние од телевизија така сме се тука. Вашето чувство кога играте на филм?
Па, не знам, ја па мислам дека актерството е занает. Занает кој што се учи. Се разбира дека треба да се има талент за да може да се научи занает како и било кој друг занает. И мислам дека филмот и театарот се две различни подврсти на еден занает. Има други правила, има друг како се вика таа, не доаѓаш на работа у 8, па у 4, па не знам, имаш пауза за ручек, па не знам овакво. Филмот си има свој распоред како се одвива, свој начин на снимање, континуитет на филмско време, внатрешно, реалното време. Значи, он си има свој правила како се работи, како се снима, театарот си има свој правила, имате 3 месеци да направите представа, имате право на експериментирање, на не знам оваква, така да се два различни... За еден професионалец. Апсолутно, мислам дека се... Тоа е што и може да се кршат тие правила. Апсолутно, не, ама сакам да кажам дека се два различни занаети под еден занает. Мислам, не е сега она друго, но што би рекол Горан Стефановски, секој може да направи столица занает, ама ако она има додатни некои украси, не знам, тоа е веќе уметност. Тоа другото веќе, како викаше Кирил, дали ти пее пилето. И кај нас тоа било во новинарството. Пауза за реклами и одиме во завршница на оваа топ тема. Се враќаме во топ тема со моите гости актери од Македонскиот народен театар кој прослави 80 години. Еве за крај, каде го гледате вие театарот во иднина? Зборувавме за нови генерации, зборувавме за различни поставки, меѓутоа со оглед на тој перформанс што се виде во јубилејното издание на представата, дали ќе се задржат класиците или ќе се претвори во нешто што е мултимедијално, за да биде па популарно за можеби едни нови генерации кои се на телефон, гледаат рилови и веројатно од представите ќе мора сето тоа да се прави. Прашање е подеднакво за сите, ве поверете. Па не знам, што ви кажам, мислам, еден театар треба да има и едно и друго. И сега тоа е величината на... Треба да избалансираш помеѓу тоа колку е класика, а колку вакви модерни, мултимедијални, мислам, така, збориме за современи представи. За современи представи, да. На репертуарот имате и сега, и по-класични и по-модерни. И секогаш така, мислам, и понатаму, и нас, и ние кои ќе идеме у пензија, која нема да овакво работиме во театар, секој театар треба да има баланс помеѓу едното и другото. Можеби тој баланс, извинете што ќе ве прекинам, го прави и сцената, можеби го прави 3D анимацијата, може го прави звукот и музиката. Може, ама може и да се спојат тие двете работи, па една класика може да се представи преку мултимедија, така да, значи, има можности различни. Меѓутоа, театарот треба да им диктира на младите генерации што да гледаат и како да гледаат. Мислам, театарот треба да прави добри представи, кај што младите генерации преку да ќе ја видат и ќе кажат: си ја гледала таа представа, ајде идеме да ја гледам. Значи, тоа стално функционирало и во минати времења, функционира сега, а мислам дека нема да се изгуби, без разлика на каква и да е технологија. Ние имаме нешто што го нема технологијата. Сега и овде. Значи, во моментов, ајде, емоција. Нема ни една технологија до сега таква измислена. Кој ќе измислат, може тогаш ќе се овак. Ама театарот, мислам дека има иднина. Мислам дека ова што го кажавте во однос на емоцијата, не може ни вештачката интелигенција да го смени, ниту сега за сега. Затоа што, да, сега и веднаш. Меѓутоа, од друга страна, може би пак употребата на нова технологија носи нешто ново. Јас само да кажам дека ние сме можеби генерации кои уште како студенти или во средно сме гледале представи. Слично прашањето е сега, не знам колку е едуцирана таа млада публика, како да ги оставиме од и театарот и телевизијата нема улога само да забавува, туку и да образува. Па така што ќе правиме многу паметни представи кои што ќе знаат и ќе знаеме колку да инволвираме современи текови и
современи технологии, колку да ги мешаме и колку да и што да понудиме на младата генерација. Дефинитивно дека мора да ги заинтересираме, дефинитивно дека не може да не се обзираме на тоа дека они живеат поинаков живот, дека гледаат дека многу повеќе се во тој тек свет влезени и не можеме тоа така да го занемариме и да ги тераме на сила нешто што не е нивен свет. Меѓутоа преку нивниот свет можеме да го внесеме и тоа што сакаме Чехов, Шекспир или не знам. Јас мислам дека театарот, еве го гледам тука како зграда, он обстојува илјадници години и мислам дека каков ќе обстојува. Прашањето е само на мерката колку ќе го мешаме со современиот свет и колку ќе држиме баланс. И што вика Јоцо, он носи во себе нешто што нема ни филм, ни холограм, ни, не знам, за сега, ни вештачката интелигенција. Прашање е колку ќе успееме тоа да го задржиме и да биде забавно. Јолевски, со оглед на вашето искуство и други театри, сите гледате како функционираат, сепак пак од друга страна МНТ е национален театар и сега не може да правиме експерименти, може би и премногу. Јас не се плашам за судбината на театарот, низ историјата и цивилизацијата, различни напади имал за да го изгуби приматот, како што е филмот, како што е телевизијата, мултимедија, сега артифицијална интелигенција, но за да се случува театар, потребен е еден гледач, верник, кој што длабоко ќе верува во тоа што го гледа, и е потребен еден глумец кој што е медиум и ќе биде во директен контакт со гледачот. Тоа е доволно, тоа е и теоријата на Питер Брук. Мислам дека нема страв, а тоа дека театарот ќе употребува, како што сега моментално има можност Македонскиот народен театар, ќе употребува сите можни современи технички алатки за да го привлече гледачот и да ја прати својата порака, тоа е исто така во ред. Микиш, за вас, прие се глумци, многу режисери, многу пари. Не, се шалам. Основен принцип за да постои театар е да има глумци и да има публика. Поише од еден би сакал да биде. Добро сега е много драма. Еден сега, Не, тоа е основниот. Театарот еволуира. Значи, од неговото појавување, нели, со антички театри, со скомрахи, со овакво, цело време си наоѓал простор и шанса некако да го каже своето. Така да со тек на времето се створила и оваа италијанска кутија, отворени простори, уфрлување на видео, тоа не е ново, тоа е старо, значи сме гледале представи на МОД уште пред 35-40 години кога бевме деца, со разни експерименти, со крвишта, со све се случувало во театарот. Така да театарот си го наоѓа своето место. А што ќе користи како средство, тоа е негово право. Дали ќе користи холограм, удаденава представа или ќе користи нешто ново за да се приближи до времето во кое обстојува, тоа е негово право, тоа е право на театарот и ние не треба да му го одземаме. Напротив, нашето е да ги раскажеме приказните. Ако ние добро ги раскажеме, публика ќе доаѓа секогаш да не гледа. За крај по еден збор, што ви е пасија освен театарот, Николина? Не ве прашав нешто приватно, луѓето што гледаат телевизија многу сакаат да знаат. Не знам, вака на брзина, пуно паси имам, пуно. Не знам, читање. Читам. Јордан, вас? Читам книги. Пуно паси. Дали имате вие билки, растенија? Имаме све, да. Да, одглед нешто така цветиња, животни, растенија, луѓе. Да, Јулевски? Животни, растенија, театар, имам куче и секогаш сум имал покрај мене куче, мислам дека тоа е вистинскиот другар за комуникација, многу често на велосипед, водно,
гради на дома. Микич. Така да. Малку ми се 3 живота да постигнам све што би сакал да постигнам. Јас знам дека ви се игри пасија. Да, многу можевме игри, монопол, маски, дрвенарија, правење, средување, двор, ово, ама ништо, све ми е некаде тука на пола, на четвртина, затоа што се нема време. Ви благодарам на сите што бевте гости. Навистина на оригинална топ тема направивме на сосема друго ниво. Благодарам ви, посакам среќни празници и на вас и на вашите семејства и да се гледаме вака за убави представи и убави работи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што останевте со нас и со програмата на Телма. Продолжете и понатаму да не гледате. Јас чинам дека ова е последна топ тема за годинава. Се гледаме во 2026. Пријатна вечер.